Мислам дека стратегијава ви е повеќе од очигледно, секогаш кој има седници на пратенички прашања да направите дефокус, за да не може да се постави она што треба да се постави и за да не се мачи премиерот нели со онакви објаснувања и одговори, па да сгреши и да праша зошто немаме влада во Република Македонија. Но еве начнавте тема на која што апсолутно немаме намера да молчиме, немавте соодветен одговор на прашањето на колегата Бојан Стојановски, па сега ќе кажувате, ќе пренесувате некои спомени од 27-ми, не знам кој плачел и кој се извинувал и кој жалел, колега Митрески, јас за такво нешто не можам да ви просведочам и овде немојте да обвинувате дека ние сме сакале да има жртви. Баш од вашите редови се слушаа коментари дека требало тој ден да има жртви. Јас имав говор кога го поднесовме предлог законот за амнестија на осудените за 27 април и кажав многу добро, јасно и гласно, се заблагодарив на Господ што тој ден немаше ниту една жртва, што може би нечие сценарио посакувано не се реализира до крај. И да, лузните остануваат, но ви кажав, ниедна не е поголема од онаа која што имаат луѓето кои што се уште се во затвори. И да ве прашам, бидејќи еве денес пред половина час добивме известување за седница во 14:30, како тоа голем интерес пробудувате за таа седница, а не пробудивте барем за 27 април, имавте можност да зборувате, токму кога беше предлог за дневен ред точката за амнестија на осудените за 27 април. Тогаш никој ниту зеде збор, ниту зеде реплика, едноставно само бевте против и толку. И биполарни личности, мислам дека овдека е многу лицемерно да се обвинуваат луѓето од опозицијата за биполарни личности, бидејќи токму во власта ги имаме такви, затоа што кога се насредби со представници на меѓународна заедница и на Европска унија, тогаш се колнат во правото, се колнат во диалогот, а кога ќе дојдат тука во парламент, катадневно ги кршат законите и уставот. За мене тоа е биполарна личност. Но да ве подсетам, мислам дека денес заседавате со онаа група безпредметна и безцелна, да ве подсетам, кога ќе ви текне дека сте ветиле да правите уставни измени, тогаш сте многу фини, па ќе кажете, отворени сме ние за диалог, треба да имаме диалог со вас. Не, диалог со вас, додека вие сте вакви какви што сте, додека не почитувате, не вклучувате, додека ветувате се без нас и сега сте во проблем за реализација на ветеното, диалог со луѓе нечесни, биполарни како вас нема да има, немало и не може да има, затоа што сте такви какви што сте. Да бевте храбри, воопшто немаше да ја начнете оваа тема и денес да се резилите. Уште еднаш македонската јавност просведочи кој бил организатор на 27 април, кој ги поддржува организаторите од 27 април и кој воопшто нема интерес за затвор.